кога станува збор за уставните измени, малку работите се отидени премногу далеко. И дека не верувам дека било каква амнестија или било какви промени на кривичниот законник ќе произведат ситуација пратениците, опозицијата во парламентот да ги гласа уставните измени. Значи да се вратиме на оваа приказна околу Груевски, да. Улогата на Груевски. Се работи за бегалец од правдата во Македонија. Формално правно така е. Дали е тој во право кога вели дека некои од процесите против мене се политички, тоа на страна. Меѓутоа формално правно тој е бегалец од правдата. Нашиот став е дека тој треба да дојде во Македонија да се соочи со судството. Било каков процес кој што сега би бил воден против Груевски не е на истото ниво како што би се водел пред 4 години. И мислам дека тоа е единствениот начин како да се расчистат шашмите околу Груевски, да дојде во Македонија, да се соочи со правдата. Од аналитички аспект, сметам дека неговото враќање, условно речено, на бел конј во Македонија е само една илузија. И како што споменав предходно, сметам дека е тоа сон на очајници. Знаете, луѓе кои се кога се наоѓаат на една смртна политичка постела, ако можам така да кажам. Зборувам сега за СДСМ. И тогаш вам ви се причинуваат илузии. Тогаш вам ви се чини дека се симнат во земјани и да ве спасат. Да настане катаклизма земјотрес или Русија да фрли атомска бомба на Украина па на однесување. И тука можам сосема да го разберам СДСМ и нивните шампиони, нели? Зошто бараат помош од Груевски. А дали ќе ја добијат таа помош? И дали тоа може да се реализира? Јас лично сметам дека тоа не може да се реализира и дека нема да има никаков ефект,